Нормализирање на ненормалното. Кога зборуваме за нормализирање на одредени нешта во општествените рамки, не се мисли само на нормализирање на одредени појави што водат кон еволуција, поквалитетен живот или здраво навикнување кон одредени случувања или трендови. Например, да се нормализираат посетите на стручни лица што се грижат за нашето ментално здравје, туку и на темната страна на таа тенденција на нормализирање. Опасноста што не демне е од нормализирање на ненормалното. Тоа е нормализирање на одредени трендови, ситуации кои воопшто не треба да бидат нормални, а тоа се случува преку привикнување или десензибилизација. Првите слики што ќе ги видиме од војните жаришта, например, смртта на илјадници луѓе и деца, начално не шокираат. Подоцна, преку повторливоста на информациите, луѓето се привикнуваат и психолошкиот ефект не е ист, иако теророт е истиот. Во еден експеримент што е правен на Универзитетот во Англија, во рамките на експерименталната психологија е утврдено дека мозокот се привикнува и на нечесност. Невронауката често предупредува за еволутивната состојба на мозокот и начините на прифаќање и конформизмот кон познатото наспроти непознатото, дури и кога е контрапродуктивно и деструктивно. Кога наблюдуваните, што биле дел од експериментот, лажале повторно за да добијат што повеќе и повеќе пари, со текот на времето нивните лаги станувале се поголеми, а се помалку и помалку се активирале регионите од мозокот поврзани со емоциите, тоест колку повеќе се повторува нешто што дури и знаеме дека е погрешно, толку непријатноста е помала или доколку доволно се изложуваме на нешто, таа работа се нормализира. Овој феномен социологијата го нарекува бавно насилство или таквата адаптабилност на човекот, иако начално му помага да не живее во постојана состојба на шок и анксиозност, во одредени рамки е опасна стапица за долгорочното насочување на општеството и трендовите во истото, а со тоа и квалитетот на живот. Првиот чекор е да се погледне во себе и да се препознае таквото нормализирање на ненормалното. Што се случува во рамките на едно домаќинство, општество, светот на кој сме се свикнале, ама на вистина не би сакале да сме. Вториот е преземање на конкретна и константна акција, посебно во првиот судир со ненормалното, за да избегнеме да дојдеме до момент на навикнување кон ненормалното, тоест десензибилизација, апатија да речеме. Луѓето не сакаат ни повторливи информации, па затоа и медиумите треба внимателно да ги проследуваат таквите вести, за да нема контраефект. Луѓето не сакаат да се чувствуваат и безпомошни, па наместо гледање на повторливи информации, подобро е да се насочат кон разбирање на суштината на проблемот и долгорочниот импакт и да црпат информации од различни места, да ги гледаат двете страни на случувањата. Колку водачите на општеството остваруваат помал напредок, луѓето повеќе се заситуваат, игнорираат и не реагираат, а долгорочно тоа може да биде фатално. Пред неколку години, една професорка по социологија на Американскиот универзитет во Париз, низ неврзан муабет сподели едно интересно свое согледување, на кое што често се присетувам. Мислам дека французите некогаш прават револуција заради самата револуција, да се држат во кондиција. Не нужно секогаш е во прашање само тежината на импактот на нештата против кои што креваат глас. Меѓу трговијата со робови и апартхеидот во Јужна Африка стојат низа ужасни ситуации кои што некогаш се чинеле како нешто нормално и непроменливо, но се сменило. Прашањето е насочено кон нас самите. Што ние може да идентификуваме како нормализирање на ненормалното? Нешто што не би сакале да биде дел од нашата иднината на нашите деца. Отсуството на свест за општествена одговорност и државотворност, причинско-последично размислување, принципите на неказнивост, како и нормализирање на ненормалното, е метастазата и на нашата држава.
И наведум, надворешните проблеми се пред се внатрешни. Ако сакаме да не биде, овде и тука, не таму и некаде далеку, како што масовно ни се случува, прво треба да се освестиме. Да се крене моралната вертикала и општествената свест од таа на тие што се на највисоките раководни функции, па се до најобичниот граѓанин.